Протоколи или протест? Угостителите со последен ултиматум до владата. Тие се единствени економски оператори кои имаат 11 месеци забрана за работа, велат од Туристичко-угостителската комора. Ако не се донесат протоколи за организирање на прослави, велат дека им се заканува колапс. Овие дејности не работат веќе една година. Велат дека се соочуваат со огромни загуби, а државната помош е многу мала. Се одлучиле за ваков чекор гледајќи ги и слушајќи ги најавите за петиот пакет. Сакаат да апелираат на време да не е предоцна. Кога ќе се донесе пакетот, многу е тешко да се направи промена. Тие бараат да бидат разберени дека не функционираат. Делат плати, плаќаат струја, кирија, немаат одложување на режиските трошоци, се собираат камати, секој месец се подлабоко се тоне, иако не се фати чекор, излез ке нема. Доколку не се исполнат нивните барања, кон протестите секако се приклучуваат и собствениците на ресторани откочани. Доколку владата не излезе со одредени протоколи за работа за рестораните за свадби, во наредниот период ние секако нашиот ресторан се приклучува кон масовните протести кои ќе се организираат од страна на другите ресторани за свадби. Значи, ние сме цела година без ниту една свадба, ниту една прослава. Музиката исто така не живеат цвирка у кината, значи ние бараме само да се донесат протоколи за работа, како што работи другите некои одредени субјекти, да речем. Велат дека се свесни за ситуацијата со коронавирусот и затоа бараат постепено олабавување на мерките, за да не дојде до затворање на објектите. Според нивните пресметки, за да се вратат на нозе, ќе им требаат минимум 2 или 3 години. Угостителите бараат да не бидат доживувани како главен извор за ширење на заразата. Доколку им биде дозволено да организираат прослави, тоа ќе го сторат согласно протоколите и мерките за заштита. Доколку надлежите немаат слух за нивните барања, следната недела ќе излезат на масовен протест. Во земјава лиценцирани ресторани за свадби има над 130 објекти.